Од своето лансирање до денес, францускиот автомобил Peugeot 408 отсекогаш бил еден од најзначајните автомобили на брендот, истакнат амбасадор, кој преку дизајнот и елеганцијата ги одразува духот и филозофијата на Peugeot насекаде во светот. Дојде моментот кога една од лидерските компании во групацијата Stellantis ќе ја представи новата генерација, или како што велат оттаму, сосема новото Peugeot 408, кое треба да се надпреварува со своите конкуренти во врвот на C-сегментот. Сегментот во кој компанијата веќе ги нуди моделите 308 во хетчбек и караванска изедба и двата SUV-а 3008 и 5008, сите достапни и во електрифицирани изданија. Во поглед на дизајнот, новото Peugeot 408 има изразен фестбек дизајн со остро скулптурирани линии, дополнително збогатени со детали во предниот и заден дел. Особено впечатливи се предните и задни светла, кои во Peugeot ги именуваат како ексклузивен светлосен подпис. Во предниот дел се поставени 3 фини закосени LED линии на местото на предното светло, кои потоа се поврзуваат со елегантна LED линија поставена над осветленото предно лого кај моделите GT и GT Exclusive. Во задниот дел, Peugeot 408 е првиот модел во палетата на Peugeot кој има осветлени Peugeot букви, обколени од глос црн декор, кој одлично се вклопува во светлосните ленти кои се протегаат по задницата. И јасно е видливо дека и на предниот и задниот дел моделите на Peugeot 408 го имаат тој нов премиум светлосен подпис со 3 линии како лавовски канџи кои свесно доминираат во дизајнерскиот јазик. Предните светла се поставени подолу во браникот, составени се од 2 ултра тенки модули, еден за главните, друг за спуштените светла, и тие имаат дискретна форма, повторно со една цел да не го одземат вниманието од светлосниот LED подпис. Предните светла во моделите Allure и Allure Business се во Full LED технологија, додека кај GT и GT Exclusive се Matrix LED технологија. Новиот Peugeot 408 има освежена маска и браник со зголемена употреба на црната боја, со сјајни и мат елементи за поелегантен ефект, а долниот дел од браникот има трапезоидна форма. Моделите стандардно имаат 17-инчни алуминиумски тркала, додека хибридните и плагин хибридни варијанти го имаат новиот ексклузивен дизајн на 19-инчните тркала со геометриски облици контрастни на кружната форма на тркалата. Со новиот модел доаѓа и нова ексклузивна боја, а тоа е Flare Green, која ги менува нијансите и при сончеви денови движи кон светло жолта, додека под сенка има длабоко зелена нијанса. Во интериерот е вграден и нов дигитален инструмент кластер со унапредена графика. Материјалите во интериерот се со подобар квалитет и со јасна намера да го подобрат чувството на комфорт. За дополнителен впечаток, возачот може да го подеси и амбиенталното светло во 8 бои, од таблата до панелите на вратите. Во новата 408-ца можете да уживате и во подигнатото возење, кој нуди подобра прегледност на патот. За оние кои ја сакаат конективноста, тука е новиот Peugeot iCockpit, кој целосно е ориентиран кон возачот. Во предниот дел го имаме компактниот волан, кој е ергономски изработен. Тој опционално може да биде порачан и со греење, а ги интегрира контролите за мултимедиумскиот систем и бројните елементи на системите за асистенција на возачот. Инструмент кластерот има големина од 10 инчи и е поставен во линија на видното поле на возачот, со прилагодливи графики и повеќе модови како што се навигацијата, медиумската содржина, асистентите во возењето и протокот на енергија. На него се надополнува и централниот екран, чувствителен на допир, исто така со димензии од 10 инчи, кој е поставен за нијанса подолу и позициониран под агол за да биде лесно достапен до возачот, додека е се уште пријатно позициониран и за совозачот. Автомобилот е опремен со wireless Apple CarPlay и Android Auto,
што се грижи за конективноста на возачот и патниците. А тука е и Peugeot Connect One Pack со информации за статусот на возилото, потсетници за сервис и пристап оддалеку преку апликацијата My Peugeot, која нуди информации околу алармите за сервисно одржување, резервирање на сервисен интервал, следење на историјата, локација на сервиси во близина на автомобилот, заклучување оддалеку, активирање и исклучување на светлата или активација на сирената, термална подготовка на возилото за комфор и оптимизација на батеријата и смарт полнење за заштеда на време и енергија. Во поглед на погонот, секако најинтересен е електричниот модел Peugeot E408 со моќност од 213 коњски сили или 157 киловати и солиден вртежен момент од 343 Нм. Потрошувачката на енергија е сведена на скромни 14,7 киловат-часа на 100 км, а високоволтажната батерија од 58,2 киловат-часа нуди домет според ВЛТП стандардите од 456 км. Peugeot E408 е опремен со полнач кој поддржува енергија до 120 киловати, што пак дава можност полнењето од 20 до 80% исполнетост на батеријата да се прави за само 30 минути. Моделот има и еден ексклузивен мотор, а тоа е плагин хибридот со бензински мотор од 180 коњски сили или 132 киловати, со електричен мотор од 92 киловати, спарен со 7 степен DSC-7 менувач со двојна спојка. Кај моделот пак Peugeot 408 плагин хибрид 240 со моќност од 240 коњски сили и 177 киловати, при урбано возење секој ден можете да минувате околу 85 км во целосно електричен мод. Тој е опремен со литиум-ионска батерија со капацитет од 14,6 киловат-часа, која пак може целосно да се наполни за 2 часа и 5 минути. Следен е хибридниот модел Peugeot 408 хибрид со бензински мотор од 145 коњски сили или 107 киловати и 6 степен автоматски менувач со двојна спојка. Кај него батеријата се полни автоматски додека возите, што пак потрошувачката на бензин ја сведува на просечни 5 литри на 100 км во комбиниран ВЛТП циклус. Во поглед на комфорот, Peugeot 408 има седишта со одлична потпора, кои го имаат добиено сертификатот AGR, а кој е добиен од независна германска асоциација за ергономија и експерти за грбот и рбетот. Седиштата на новиот Peugeot се направени од врвни материјали. Благодарение на меѓуосовинското растојание од 2,79 метри, новиот Peugeot 408 нуди одличен простор на задниот ред со место за колена од 183 мм. Багажникот има волумен од импресивни 563 литри, а со спуштена задна клупа по пропорциите 60-40, волуменот за багаж се зголемува на 1611 литри, при што во интериерот можете да складирате предмети долги до 1,89 метри. Од останатите елементи кои ги поседува новата 408-ца, можеме да ги издвоиме. Системот за квалитет на воздухот AQS, што постојано го мери влезниот воздух и автоматски ја стартува циркулацијата на воздух ако е тоа потребно. Системот за чиста кабина ги третира и загадувачите и частичките, а квалитетот на воздухот натре е секогаш представен на централниот екран чувствителен на допир. Дополнително е подобрен и термалниот и звучен комфор, при што предните и задни стакла се подебели од вообичаеното со 3,85 мм, а предните стакла се дополнително и ламинирани. Во поглед на безбедноста, новиот Peugeot 408 е опремен со камера за надгледување на возачот како стандардна опрема, која ги мери будности и состојбата на возачот, а при детекција на замор се активираат визуелни и аудио аларми.
Автомобилот е произведен во Франција во фабриката Mulhouse, а од земјата на брендот со лавче на предната хауба доаѓа и електричниот погон. Како и кај повеќето електрични модели од повисоката класа, и Peugeot E408 има поврзан систем за навигација со системите кои ја мониторираат батеријата. На тој начин може однапред да се планира предвидената рута и да се обезбедат сугестии на која точка по патот е најдобро да се направи дополнување со енергија. Новата хибридна варијанта на Peugeot 408 чини од околу 44.000 евра. Корејскиот производител на автомобили Kia го представи својот нов адут во компактната класа, кој треба да му конкурира на Golf и на Toyota Corolla и да пополни некое од испразнетите места во сегментот како што е она на пензионираниот Ford Focus. Дополнително на европскиот пазар, K4 има задача да го замени и компактниот модел Ceed, кој беше комплетно креиран и изведен за европскиот автомобилски пазар. При тоа, новиот не представува редизајн, тој не е освежување, тој е целосно нов автомобил кој ќе се тркала по патиштата во Европа, но и на многу други светски пазари во хетчбек или караванска изведба. Развиен е на платформата на која лежат и моделите Kia Niro и сестринската Hyundai Kona, а ќе се произведува во Мексико. Иако производството ќе биде во Мексико, а моделот ќе биде интернационален и глобален, во неговиот развој беа вклучени повеќе членови на техничкиот и дизајнерски тим на Kia од Европа. Новиот компакт е долг 4440 мм и има волумен на багажниот простор од 438 литри. Во интериерот се препознава новиот дизајнерски јазик на Kia. Предната табла е составена од 3 екрани, два со големина од 12,3 инчи, едниот од нив е инструмент кластерот, на кој се проектираат сите поважни информации за возилото, а вториот е инфотеймент екранот, на кој можете да ја следите навигацијата. А тука е и еден помал екран со големина од 5,3 инчи, на кој се контролира грејењето во автомобилот. Што се однесува до моторите, додека поголемиот број на производители се ориентираат на целосна електрификација или на хибридни варијанти, Kia реши да го лансира K4 со нови бензински мотори. Прв е 1,6 литарскиот турбомотор со 150 коњски сили, што од 0 до 100 км на час забрзува за 9,1 секунда и што испорачува максимална брзина од 207 км на час. Моторот е спарен со 7-степенест менувач со двојна спојка. Предните светла се во LED технологија, а странично гледано моделот има алуминиумски тркала од 18 инчи. На еколошки освестените возачи на располагање ќе им биде и 1 литарскиот mild хибриден мотор со 113 бруто коњски сили.
што вози, работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Ако некој ве праша, пошто е позната скандинавската земја Шведска, веројатно од прва ќе одговорите по снегот и ниските температури, потоа по спортот, особено откако во шведската репрезентација со статус на божество се стекна фудбалерот со врела балканска крв Златан Ибраимович. И секако по најпознатата фабрика за мебел, по принципот направи сам IKEA. И има уште нешто, а тоа секако е по автомобилите Volvo, кои беа и се уште се
синоним за безбедно возење. Но оние кои ја следат автоиндустријата знаат дека од 2010 година Volvo не е повеќе шведска компанија. Volvo денес е интернационална компанија во која Шведска е централата, во Гетенбург, технологијата, дизајнот, фабриката во Торсланда, дел од вработените. Зад изразот интернационална компанија и шведското лого, најчесто се заскрива главниот собственик на капиталот, а тоа е кинески Geely, кој поседува околу 80% од акциите во компанијата. Но како и да е, времињата се менуваат. Сомнителниот квалитет што некогаш како товар на грбот им тежеше на кинеските производи, денеска веќе не важи. Впрочем, Volvo е совршен пример за тоа. Автомобилите се квалитетни, луксузни, напредни во својот технолошки пристап и се уште се супер безбедни. И сега дојде моментот кога Volvo го представува својот нов модел EX60. Нов, целосно електричен SUV од средната класа, за кој челниците на компанијата велат дека ќе ја смени играта во најголемиот дел од пазарот на електрични автомобили, во поглед на дометот, брзината на полнење, перформансите и цената. Новиот компактен SUV EX60 со 5 седишта, со својот домет од 810 км со едно полнење, треба да биде символ на тоа што Volvo може да го направи. Кога се полни на брз полнач, EX60 ќе додаде 340 км во својата батерија и домет за само 10 минути. EX60 е достапен со 3 различни погони. Моделот P12 All-Wheel Drive Electric го нуди најдобриот во класата домет до 810 км, додека P10 All-Wheel Drive Electric во себе носи енергија за 660 км. Моделот пак P6 Electric со погон на задните тркала ќе ви извози до 620 км. Во Шведска батериите за EX60 доаѓаат со 10 годишна гаранција. Новиот адут во компактната SUV класа на Volvo доаѓа на новата архитектура SPA3. Во поглед на дизајнот, новиот EX60 ги носи основните скандинавски принципи на дизајнот, кој ги спојува со новата електрична ера. Предницата е ниско спуштена, кровот лесно во каскади се спушта наназад и заедно со спортските страници, сето тоа му дава одлична аеродинамичност на автомобилот, со многу низок коефициент на влечење од 0,26. Резултат секако долгиот домет на батеријата. Благодарение на долгото меѓуоскино растојание на задната клупа, EX60 има прилично добар комфорт и место за колената, како и богат волумен во багажниот простор. EX60 е опремен со систем кој му дава можност на автомобилот да учи, размислува и делува. И затоа велиме дека овој модел ќе биде најпаметниот Volvo досега креиран. Во неговите процесори заеднички работеле in-house експертите, заедно со најголемите умови на Google, Nvidia и Qualcomm Technologies Incorporated. Volvo EX60 е првиот Volvo кај кој се користи Gemini, новиот асистент од светот на вештачката интелигенција, изработен во соработка со Google, а кој е длабоко интегриран во автомобилот и ви дава можност за природна и лична конверзација со автомобилот. И кај овој модел не смее да има компромис со безбедноста. Системите кои се вградени во него одат далеку над поставените минимални стандарди во индустријата. Во него е вграден мултиадаптивен безбедносен појас, кој има добиено многу награди за најдобра иновација и нуди персонализирана безбедност во предниот ред. Во срцето на безбедносната структура на EX60 е и безбедносниот кафес, заселен со специјален ултрацврст челик со примеси на хемискиот елемент бор во него. Новиот EX60 ќе биде достапен на европскиот пазар од првата половина на 2026 година, а се очекува истиот да започнува со цена од околу 65.000 евра.
love cuts through like a brass section hit. God, I swear I could live in it. The floor's still humming our refrain. You move like rain on window pane. A little danger in the With a range of up to 810 kilometers on a single charge, the EX60 is optimized for efficiency. And it all begins here, in Gothenburg. For the EX60, we completely changed how we build our cars, refining and optimizing every stage of production. With mega casting, we use high-pressure aluminum casting to form large body sections in a single operation. Traditionally, one section of a car could mean 100 separate parts, each with its own supply chain, tooling and waste. But with the EX60, all of that complexity is replaced by this, one single component, making the whole car lighter, simpler and more efficient. But megacasting is just the beginning. The EX60 introduces cell-to-body technology, another leap forward in how we build our cars. Unlike typical EVs with heavy, bulky battery packs, the EX60 battery cells are integrated directly into the body of the vehicle. Essentially, the battery pack becomes the floor of the vehicle, which gives great advantages in weight and packaging efficiency, boosting both range and performance. It also opens up more cabin space. Crucially, both megacasting and cell-to-body technology help to reduce weight, and that means more range for the car. These integrations are just two examples of our relentless optimization across every system in the EX60, which enables us to offer our most efficient and fastest charging fully electric Volvo yet. Bringing together our most advanced safety technologies, the EX60 is Volvo's most forward-thinking car to date. If a potential collision is detected, the EX60 will in real time decide the safest way to navigate through that situation. So let's say a pedestrian steps into the road unexpectedly. Automatic emergency steering will guide the car smoothly around the hazard. In other scenarios, the safest option might be to brake. But sometimes, crashes are unavoidable. That's why we study how accidents happen. Based on everything we learn from real-world accidents, we create our own crash tests to replicate the complex real-world scenarios, and that goes way above and beyond any standardized testing. This test recreates what happens if a car leaves the road and strikes a narrow, solid object like a tree. Upon impact, the car body of the EX60 is designed to absorb crash energy, keep the safety cage as intact as possible, and help protect the occupant. In the run-off road phase, the movements of the car will reposition the occupant, and in those cases, the occupant will be restrained in a good way, thanks to the safety belt. And now, with this car, we are introducing multi-adaptive safety belt. The multi-adaptive safety belt builds a real-time understanding of the occupant, such as the position, size, and shape, as well as the type of impact.
to help provide the best protection for the situation. The EX60 marks a shift in how we develop safety, allowing us to marry decades of knowledge with the very latest technology. It is the purest expression of the Volvo car's safety standard yet.